Наш гостин утрово е Елен Јовановски, директор на Слобода превоз. Горшлив проблем, можам да кажам, неколку дена. Тој се проткајува веќе подолг период. Не возите денес, возат само сообраќајот определени автобуси. Од прилика го знаеме сите проблемот, ајде да ни објасните точно за што се работи. Значи, проблемот е во тоа што приватните превозници во изминатиот период престанаа да добиваат уплати од јавното сообраќајно предпријатие и оној долг кој што се провлекува веќе поголем период и кој што е во постојан пораст станува до толку голем што тие повеќе не можат да бидат во можност да го извршуваат превозот заради тоа што немаат ни за нафта. Она што беше замолници од моја страна и што инсистиравме да барем оние кои што се уште имаат било каква можност да се одржат барем приградските линии за да може оние превозници кои што се уште можат се вклучат и останат во превозот, а оние кои што не се моќни мора да застанат и да побараме тоа да биде на некој начин решено. И во таа насока вчера остваривме средба со секретарот на градот Скопје, се обративме до градот Скопје за да помогне во ваквата состојба и да ни објасни и да ни даде некои одговори или и соодветно решение како да продолжиме да Или со секретарот, не се градоначелничката? Да, со секретарот да го вршиме превозот. Меѓутоа не добивме на некои прашања ниту одговори, ниту пак се понуди некое решение кое што ќе може преку кое што ќе може превозниците да добијат средства за да можат да го купат потребното гориво и да се вклучат на линиите. Само кратко ќе ве навратам дека пред извесен период имавте најава и не возевте. Имавте согласност, на некој начин се договоривте дека етапно ќе стасуваат средствата. Па токму заради тоа и се појави проблемот, тогаш договоривме и усно да кажам, направивме одредена динамика на плаќање, меѓутоа таа динамика многу брзо се наруши и станаа да стигаат уплатите и немавме никаков одговор зошто е тоа така. Се надевавме и се обративме до градот како надлежен и како на собственик на предпријатието, јавното сообраќајно предпријатие кој што има обврска финансиска спрема приватните превозници и кој што го има долго, значи да појасниме, бидејќи во јавноста се кажа некои информации кои што не се, значи градот нас не ни должи средства, средствата не ги должи јавното сообраќајно предпријатие, меѓутоа бидејќи градот го поддржува јавното сообраќајно предпријатие и со финансиски субвенции и Советот на град Скопје одобрува средства, се обративме за да ја представиме лошата состојба и да пријавиме дека ни се тие уплати секнати и дека градот треба некако да интервенира во тој простор. Меѓутоа, за жал, како што кажав, не добивме конкретно решение и подоцна слушнавме одредени критики кон нас за дека, не знам, приватните превозници се мотивирани од други мотиви, заради тоа што стојат изнесени се некои невистини, со кои што е веројатно информирана или избрифирана градоначалничката, па ние за да ја кажеме директно нашата состојба и да се понудиме за дополнително решение доколку може да се направи и доколку го има во наредниот период, денеска ќе побараме средби со градоначалничката, каде што ќе ги кажеме работите вистински онакви какви што се и ќе побараме таа директно да се вклучи со сето разбирање дека се наоѓа градот и во финансиска криза и јавните предпријатија и дека општата состојба не е поволна ниту политички, ниту било како друго. Имаме и сме имале разбирање за целото тоа во изминатиот период, меѓутоа тие треба да имаат разбирање за нашава состојба доколку на вистина не е намерата друга, односно не има намера некој друг да направи некаква збрка во цела оваа состојба и доколку се искрени намерите за јавниот интерес, за да јавниот превоз продолжи во оној капацитет кој што му е потребен во моментот на градот Скопје, да најдеме заедничко решение кое што ќе може. Единствено
Она што го бараме е да се пуштат некои средства со кои што ќе може возилата да се стават во погон. Споменавте, политика граѓаните не ги интересира. Значи, ќе се случи, ако не се, колку што можам да ве разберам и што се информиравме, доколку не се префрлат финансиски средства и оние автобуси што се обраќаат ќе престанат, ќе има прекин во приватниот автобуски превоз, директно ќе бидат оневозможени граѓаните од определени места воопшто да не дојдат, бидејќи вие имате автобуси каде што само вашите броеви одати на жал или за жал за граѓаните на Скопје се од подалечните дестинации. Можеме да ги кажеме кои се тие дестинации каде што само вашите автобуси се обраќаат? Значи, имаме ние 12 линии кои што ги одржуваме и на претежно повеќето ги одржуваме самостојно, како што се линиите 12, 11, 11, 45, 23, на 9 има помал број на автобуси, значи ние сме негде 80% застапени, 73 се 55 сме самостојни, 61 и 63 од приградските се линии кои што имаме заедно со ЈСП. А тука и ученици се обраќаат, тоа е невозможно. Меѓутоа е невозможно градскиот превоз, јавниот градски превоз да функционира без наше присуство. Јавното сообраќајно предпријатие е ставено во непријатна ситуација сега да покрива дел од нашите линии со тоа што ќе исклучи од други линии автобуси и практично се нарушува цел систем. Ние најмалку сакаме и најмалку имаме некаква намера да предизвикаме некаква лоша состојба во јавниот превоз. Сакаме да бидеме разберени дека се работи исклучиво за финансиски проблем. Ниту нас не интересира политика, дотолку повеќе што приватните превозници се толку многу компании во кои што има можеби разни политички интереси имат, некои се аполитични, значи многу е неиздржано да се, бидејќи ти имаат една цел, сите се на една страна. Нема друга причина сем финансиската. Тие екзистираат од оваа работа и тие ако не можат да екзистираат, нормално дека прво што може да направат е да не го вршат превозот, второ да си ги побараат своите права и средства кои што знаете како, морам тоа да го констатирам, бидејќи ова го следам повеќе од 20, можеби 30 години и го кажувам дека јавноста не треба сега допрва да објаснуваме како вие работите, каква е соработката со јавното сообраќајно предпријатие, кои се вашите ингеренции во градот, односно на градот ингеренциите кон вас. Навистина е состојба која што мора да се надмине. Ние сме можеби како јавност нервозни, вие сте нервозни, меѓутоа мора да се надмине. Следен чекор кажавте дека ќе барате директно со градоначалничката. Да, средно. ајде само да се појаснам, ако ние во овие 23 години имавме некаква, да кажам, што може да се квалификува политичка улога, ако е тоа политика, не знам, ако се квалификува, е поддршката што ја дадовме на градоначалничката, токму заради тоа што беше и независен кандидат и рече дека ќе работи за сите граѓани и тогаш разговаравме за овие проблеми, и тогаш имавме одредени во предизборието долгови кои што ги имаше јавното сообраќајно предпријатие спрема нас. И имаше полно разбирање за сето она што го разговаравме тогаш и сега Сакате да кажете дека тоа воопшто ништо не важи? Па, со она што го слушнав и она што веројатно е пренесено како информација, сосема е сменета таа представа сега. Затоа бараме и ќе бараме денеска да се сретнеме, за да не сослуша и доколку навистина се сака да се изнајде решение постои. Многу едноставно. Ние и вчериот секретарот побаравме. Нека се обезбедат одредени средства да може да се стават во погон автобусите. Долгот голем ваков или онаков ќе го чекаме и кога ќе биде и тој баланс, ребаланс на буџет или изгласување на буџет, што и да прават со тоа, ќе почекаме за долгот да се во некоја следна фаза решава. Меѓутоа, без средства тековни кои што веќе подолг период не се уплаќаат, подолг период значи 2 или 3 недели, тие претходно што се уплаќаа беа во помал износ, па моравме да со позајмици
да ги дополнуваме. Значи за нас долг период и една недела да не се уплати, бидејќи огромни средства се потребни заради тоа што се работи за маса на превозници, за многу автобуси кои што треба да се пуштат денеска во погон. Приватните превозници се жалат дека им се затворени бензинските пумпи, дека се дадени на извршители, дека имаат големи долгови и дека не можат повеќе да се задолжуваат и не можат да го вршат превозот од причина што јавното сообраќајно предпријатие не го сервисира ниту долгот, ниту тековното работење што треба да го исполнат согласно договорот. И сите тие изговори што ги слушнавме во вчерашниот ден, апсолутно се ги одбиваме, се неточни и не се аргументирани. Сето тоа што нас ни се пренесува, всушност е надлежност и состојба во јавното сообраќајно предпријатие, а не кај приватните превозници од Слобода превоз, што можеме да го аргументираме со докази кои што постојат и во јавното сообраќајно предпријатие, и во градот Скопје, особено во мониторингот кој што не надгледува во нашето работење. Значи, ние сме апсолутно следени од системот и имаме строги правила кои што мора да ги почитуваме и тоа го правиме. Така да, изненадени сме од некои ставови информации кои што се пренесува во јавноста како изговор дека приватните превозници се оние кои што всушност го актуализираат или го иницираат овој проблем кој што во моментов постои, а се најмалку виновни. Значи, во народски кажано, ем те тепаат, ем не ти даваат да плачеш. Не е за смење кога се насмеав. Верувам дека ќе се надмине оваа состојба, бидејќи најмногу ќе се засегнати граѓаните. Еве, веќе утринските температури се доста ниски, ладно е, не мора да биде времето главен предуслов, меѓутоа мора секој граѓанин, тука се ученици, да не ги објаснуваме сите категории на граѓани кои што користат јавен автобуски превоз. Навистина, мислам дека во најбрз можен рок треба да се надмине оваа состојба и верувам дека ќе најдете и изнајдете решение. Еве, се надевам дека денеска ќе успееме да се видиме со градоначалничката и да изнајдеме заедничко решение во интерес на јавниот превоз, за јавниот интерес и да се префрлат некои средства за да можат приватните превозници да продолжат да возат. Доколку не се случи тоа, сите форми на протести на превозниците понатаму се дозволени. Дури и јас како директор на Слобода превоз може да се дистанцирам од целава оваа ситуација и тоа да се решава на некој друг начин, на улица или било како, бидејќи она што е во моите ингеренции, она што се трудам цело време да го направам, максимално го направив. Ако нема мотив и причина за соработка и за решавање на проблемот по мирен пат, да кажам, тогаш приватните превозници имаат други начини да направат дополнителен или друг притисок со кој што ќе си го решаваат проблемот. Елена Јовановски, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Ќе ја следиме состојбата. Повторно ќе кажам, верувам дека ќе се надмине.